За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите сарма со сос од павлака и печурки. Главиците кромит ситно ги сечкаме. Ситно го сечкаме и младиот кромит. Шампиньоните ги сечкаме на листови. Ситно го сечкаме макдоносот. Во тава на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромидот ќе омекне, во тавата го додаваме меленото месо. Го додаваме и сечканиот млад кромит. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме зачин каплус. Ги додаваме црвениот пипер и сечканиот макдонос и оризот. Промешуваме. Земјаната тава ја попрскуваме со масло. Во тавата нанесуваме ситно сечкана зелка. Врз првиот лист зелка нанесуваме една лажица фил од мелено месо. Ја виткаме сармата. Ја ставаме во земјаната тава. На ист начин ги подготвуваме сите сарми. Свинските ребра ги сечкаме на парчиња и ги редиме врз сармите. Во тавата ги додаваме лоборовите листови. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата ги редиме црвените суви пиперки. Налеваме 1 литар вода. Ги покриваме сармите со чилија. Тавата ја покриваме со капак и ја ставаме во рерна. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Во меѓувреме во тава на оган со загреано масло ги пржиме и сечканите шампиньони. Откако шампиньоните ќе се испржат, во тавата ги додаваме киселата и неутралната павлака. Налеваме 100 мл вода. Додаваме зачин каплус. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Ја вадиме тавата од рерна. Сармите ги редиме на чинија за сервирање. Од едната страна на чинијата ги сервираме парчињата ребра. Од другата страна украсуваме со листови рукола и црвена украсна зелка. Врз нив ги ставаме црвените пиперки. До парчињата ребра нанесуваме зрнат црвен конзервиран граф. Врз сармите нанесуваме од сосот. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 3 часа. Добар апетит!